Уважаеми гледачи, добро вечер. Во вечерашното ТВ интервју ќе отвориме една тема која е, да не кажам секојдневна, но сепак интересна за телевизиски приказ. Имено, соменувањето на меѓунационалната структура во Скопје, една општина остана, така да речеме, без македонци. Тоа е општината Чаир. Во таа општина има еден православен храм, тоа е тоа е храмот на Македонската православна црква Свети Ѓорѓи. Оние што се повозрасни како мене, например, се сеќаваат дека тој храм на времето беше посетен масовно, а сега е православен храм на Македонската православна црква во чисто муслиманска средина. Од таа причина го поканив вечерва да биде гостин во мојата емисија ТВ интервју. Отец Ивица Тодоров, како е да се раководи, односно да се биде парохиски свештеник во една средина каде што има малку православни христијани? Па првен добро вечер до гледачите на телевизијата Македонско сонце и до вас. Благодарам. Благодарам за поканата и благодарам за грижата. Еве, вие сте меѓу првите што покажувате грижа за состојбите во таа општина таму, особено на еден духовен црковен план. Така. Да се биде православен христијанин и да се биде парохиски свештеник во една таква средина во себе има еден сериозен предизвик, кој може да се толкува и на еден позитивен начин и на еден негативен начин. Пример, позитивниот начин е тоа што сепак таа средина овозможува на еден начин запознавање на многу нешта што се случуваат и во овој наш град и во ова наша Македонија. Значи, таа комуникација што ги имаме со нашите соседи муслимани има еден благопријатен момент. Значи, ние се запознаваме со нивната култура, со нивната вера, се гради таа, како да кажам, состојба на заедно препознавање, многу нешта ни се заеднички. Значи, исламот и христијанството имат многу заеднички нешта за кои и треба да се говори. Има и некои нешта кои не разликуваат, затоа и сме различити вери. Така. Значи, за нас македонците, односно граѓаните на Република Македонија, овој диалог според мене е од особена важност. И значење, Да, од особена важност и мислам дека ние тамо тој диалог го имаме започнато, го негуваме. Тој диалог има изнедрено пријателства, доверба и тоа е тој позитивниот момент. Сега негативниот момент е што тој храм тамо полека останува без православни христијани. Па тоа сега да ве прашам, колку верници имате што доаѓаат во вашиот храм православни христијани? Значи, генерално во самиот храм доаѓаат луѓе кои можеби не се од таа општина тамо, од општината Чаир. Значи, доаѓаат луѓе кои порано живееле во Чаир, доаѓаат луѓе од други делови на Скопје, така мислам, чувствуваат една духовна топлина тамо, една потреба или можност, еве ние се трудиме тамо, така да овозможиме и една благодатна богослужба, литургија, едно сериозно учество во литургијата, потоа можност луѓето да се дружат помеѓу себе си, да комуницираат и ставаме акцент на веронауката, па на тој начин привлекуваме луѓе од останатите делови на Скопје. Онака, гледано генерално, тој е негативниот момент што скоро целата црква веќе, значи самиот храм е обколен на еден начин во најголем процент од нашите соседи албанци кои исповедат, или има македонци муслимани кои исповедат ислам. Јасно. Овде пред мене има еден ваш флаер за вашиот проект До дома. Од љубов кон Христос и за полза на сите. Во него гледам дека сте почнале 2005 до година 10 години. Така е. Што почнавте тогаш, а каде сте сега? Па, може да се надоврзам баш оно што го зборев пред малку. Значи, пред 10 години, така неколкумина бевме, православни христијани, членови на Македонската православна црква на Скопската епархија, и во еден неврзан разговор, случаен, мислам сега колку е тоа се случајно. Ништо случајно на овој свет не се случува. Говоревме за тој момент, значи говоревме
и за духовната состојба на нашиот народ, на нашиот македонски православен христијански народ. Говоревме за етичката состојба и за многу други аспекти. Значи, уште тогаш гледавме дека многу нешта што се случуваат кај нашиот народ водат во гибелен момент. Значи, ако не се сменат, можат тие нешта да го доведат нашиот народ во една лоша состојба, не само на духова, не само на етички план, туку в состојба на постоење. Просто екзистенцијален, да. И затоа го започнавме тој проект така, во суштина таа идеја. Ние направивме движење за организирана духовна обнова на Македонија и тоа движење има за цел првин православните христијани да се едуцираат, односно да се евангелизираат, да се информираат за својата вера. Првото нешто за кое ние говоревме е тоа дека огромен процент од оние луѓе што денеска се декларираат себе си како православни христијани, како представници, како членови на Македонската православна црква Охридска архиепископија, значи како членови на оваа помесна црква Христова во Македонија, за жал огромен процент од нив не ја познаваат својата вера, немаат информации за својата вера. Значи тоа е исто како да земете било што, еве, да купите нешто, дома некој телевизор, еве, со овие нови. А не знаете да управувате со него? А не знаете како да го управувате. Се мора да прочитате мануел, односно упатство како тоа да функционира. Јасно. Сега, ако вие не го прочитате тоа или некој не ви каже како тоа треба да функционира, може погрешно тоа да го употребувате и да направите поголема штета од колку полза. Сега, значи ние дојдовме до заклучок дека непознавањето на верата, немањето на информации за верата формираат една погрешна представа за верата и погрешна пракса, која па многу лошо има лоши последици во сите нивоа на животот на нашиот народ. И затоа првата идеја ни беше целта на ова движење да биде едукација, односно просвета, сведоштво на Христовото евангелие такво како што тоа е. Значи да ги информираме нашите верници со вистинското значење на православната христијанска вера. Кога го велите, ми паѓа на ум нешто што видов на вашата страница на Facebook, таму сте доста активен. Пишувате дека ја губиме војната без битка. Да. Што значи ова? Дали ова значи објаснување на она што вие го нарекувате христијанска полова сексуална етика? Ајде за гледачите да објасниме што е ова. Многу работа има тука. Ја губиме војната без битка. Значи ние, јас и уште неколкумина од движењето за организирана духовна обнова на Македонија, објавувавме текстови кои се поврзани со духовната состојба на нашиот народ. И тие текстови беа со општ наслов ја губиме војната без битка. Значи сите ние, за жал, поголем процент од луѓето кои размислуваат во овој наш народ македонски и оние што се декларираат како христијани, кои размислуваат за состојбата моментална на овој народ, ние гледаме дека се движиме кон многу неблагословена иднина ако некои нешта сериозно не се сменат кај нашиот народ. Значи, таа неблагословена иднина значи исчезнување на нашиот народ. Можеби ова звучи многу силно, како се каже, во исто време и многу болно, но нештата што ние ги гледаме во нашето секојдневие ни говорат дека ако во перспектива за 10, 15, 20, 30 години, не е битно, вака продолжат нештата, ако младите се заминуваат од Македонија. А овие што остануваат овде, да, ако оние што остануваат овде се остануваат во ваква збунета, неорганизирана, не добро поставена, не добро дефинирана состојба, на секаков план и така натаму, тогаш едните се заминуваат, другите остануваат во некаква борба и агонија за преживување, вакво или онакво, и сега бројот на македонци, значи на луѓе што се декларираат како македонци или православни христијани, од година во година во оваа држава се намалува. Се намалува. И сега, затоа одевме под општ наслов, сите текстови што ги пишувавме, одевме под општ наслов, ја губиме војната без битка. Значи, гледаме дека иако нешто се обидува да се направи, но генерално
посериозно, подлабоко не се прави, особено на духовен план. Затоа што според анализите и на многумина во Македонската православна црква кои размислуваат и се загрижени за оваа состојба, и како во рамките на Македонската православна црква, така и во рамките на нашето движење, че тие луѓе што размислуваат и се загрижени за оваа состојба, според нас диагнозата на оваа проблематика е сериозниот духовен и етички пад кај нашиот народ. Значи човек кога ќе падне на духовно-етички план, тој станува безволјан, односно нема волја. Нема мотив, Нема мотив сериозен, може има мотив проблематичен, но еден сериозен љубовен мотив нема. И таквите луѓе стануваат саможиви. Тоа е еден прекрасен термин. Ова кој се објаснува. Ние стануваме саможиви, ние стануваме самоцелни. Нашето его и нашиот интерес, нашата страст, нашето задоволство и нашата фикс идеја, умисленост стануваат самоцелни. И ние гледаме како се повеќе и повеќе расте таа алиенација во нашиот народ, отуѓување во нашиот народ, и гледаме дека се повеќе и повеќе се губи мотивот битката да се добие. Битката за да се обстане, а не да зборам за некои повисоки нивоа и така натаму. Дај Боже да не сум во право. Дали од таму доаѓа она заповед да се отклонуваме од демонската стапица на суеверие, окултизам и паганизам? Значи, сега кога правиме анализа, значи, на причините. За причините, да. Така? Значи, убаво предмалце тоа го спомнавте, значи првата точка беше на немањето на информации, вистинско сознание за верата. Значи, вистинско сознание што значи христијанската вера, што Христос направил за нас и прави за нас. Значи, прво луѓето тоа не го знаат. Потоа, не познавајќи верата, тие не знаат и како да ја практикуваат правилно и затоа немаат плодови од тоа. Значи, тоа е првиот момент, непознавање на верата. Потоа, непознавањето на верата односно го води човекот или верникот во состојба на суеверие, празноверие. Така? Се создава некаква субјективна представа за некои духовни вистини, кои најчесто се неточни и суеверни, празноверни. И тука особено влијание имаат помеѓу нашиот народ разните јасновидци, лажни учители, самоповикани, гатачи, бајачи и еден куп други кои доаѓаат од сферата на суеверието, па и од сферата на магизмот и окултизмот. И таквите луѓе, значи, почнуваат духовно да го трујат нашиот народ. Значи, јас не случајно баш на едно предавање тоа отворено го кажав дека според мене еден суеверен извор на манипулација, гатач, бајач, јасновидец и така натаму, со ништо не се разликува од еден дилер на дрога. Значи, кога еден дилер на дрога ќе ви продаде дрога, таа во вас има, во вашиот ум и вашиот живот има ефект. Да. Спобудалува човекот. Исто така спобудалуваат и од суеверието. Исто така. Значи, еден огромен процент на луѓе кои одат кај овие суеверни манипулатори, тие доживуваат сериозни проблеми на својот ментален план, емотивен план, личен план, семеен план и така натаму. И многу од нив завршуваат во душевни болници. Значи, овие суеверни манипулатори го разболуваат и така нашиот народ е во еден аут, и сега овие уште повеќе го фрлаат во уште посериозен аут или маргина, една духовна маргина, го истиснуваат од вистинскиот духовен правец. А што е лек за оваа состојба што ја дефинирате сега? На едно место велите вистина, доверба, посветеност, љубов, живот, искреност. Верува ли отец Ивица Тодоров дека овие доблесни животни принципи ќе надвладеат над декаденцијата, алчноста, кариеризмот и сличните изми? Првен, јас верувам во Христос. А што значи тоа? Значи, јас верувам во доброто, затоа што Христос, Месијата, е полнотата на доброто, полнотата на вистината, полнотата на животот. И сега, секој што верува во Христос, тој верува дека смислата на постоењето не може да бидат надвор од љубовта, од вистината, од доброто. Целата работа е колкумина овде во оваа наша Македонија, на вистински начин се трудат да имаат довера во Христос, во животодавецот, во оне што на вистински начин ја открива тајната на постоењето. И тука се кршат, како да кажам, копјата на тој духовен план. Ако ние како народ, со падот на тој систем идеолошки, секуларен, предходниот, така натаму,
ако сериозно се вративме на нашата вера, сериозно, ако имавме сериозни сведоци и модели за поддржување во рамките на нашата Македонска православна црква, значи по тоа подразбирам луѓе кои со својот живот, пред се со својот живот, потоа со својот збор и со своите дела ќе го мотивираа нашиот народ. Но за жал во целиот овој период малкумина се покажа и беа изнедрени од ткивото на нашата црква, кои станаа модели на еден начин, во кои луѓето го препознаа Христос преку силата на Светиот Дух. Малкумина, за жал. За жал. И сега, и тие што се трудат нешто да работат на тој план, тие не можат со милионски народ да се занимаваат, тие можат со некој процент од народот. Значи, за жал се исполни оно што Христос кажува, жетвата голема, но жетвари нема. Тоа е тоа, малкумина се жетварите. И тука што се случи? Значи, луѓето од еден систем идеолошки секуларен влегува во друг секуларен систем, затоа што ние се уште сме во секуларен систем. Ние велиме, ние сме христијанско општество и така натаму, но тоа не е точно. Тоа е, ние сме христијани според традиција, но нашето општество е секуларно. Дури јас ја прифаќам секуларност, да, како одвоеност на државата од црквата, црквата од државата, но ние влегуваме во едно поопасно секуларно општество, каде што безбожништвото или принципот на антибог, да се спротестуваме на се она што е од Бог, се она што има вертикала во себе, се она што има духовно, ние го забележуваме во нашето секојдневие. Значи, тој секуларизам секојдневно завлегува во сите пори на општеството, во сите сегменти на животот. Значи, од личниот план до бракот, семејството, разни други сегменти, соседите и така натаму. Ние говоревме, го спомнавте тој момент за оно што исто така беше наведено за оваа неблагопријатна состојба во која се наоѓа нашиот народ, а тоа е избегнување на сериозното разбирање на сексуалната етика, или она што би го рекле многумина традиционалните вредности во бракот и семејството. Па нашиот народ сериозно ги губи тие традиционални вредности. Прво, ние гледаме што се случува денеска меѓу односите меѓу половите. Па потоа да не збораме разни други сегменти што ни доаѓаат од страни. Тоа прашање ќе го ставиме малку подоста кога ќе зборуваме за декаденцијата. А сега ме интересира ова што го спомнавте за немањето представа за потребата дека секој треба да има потреба од Бог за да му се обрати кога му е тешко, да побара совет и така натаму. Но луѓето создаваат богови според својата лика и прилика. За жал. Дали ликот на Исус е создаден така? Од филмови и телевизии велиме дека тој бил во форма на човек. Ова прашање е многу комплексно. Ајде да го објасниме со малку зборови. Значи, повторно ова прашање влегува во сферата на она првата точка за која ние говоревме. Информација за верата таква како што таа е. Значи, една работа е човек да си создаде свој субјективен пристап за верата. Сите ние сме хомо религиозис. Сите ние имаме потреба за вера. Да. Сега во што веруваме, тоа е друга работа. Значи, ние христијаните веруваме, односно ние имаме сознание, не само тоа верување, дека веруваме во Бого откриена вера. Значи, вера која, или вистина, поточно кажено, во Бого откриена вистина. Значи, тоа не е нешто што е создадено од некого или од некои луѓе, мудри луѓе, философи и така натаму, па направе некаков религиозен систем. Значи, христијанството е Бого откриена вистина. Значи, ако одиме според тоа што ли е ова откриено од Бог, а запишено во светите книги на Стариот Завет и на Новиот Завет, значи, првата вистина со која се соочуваме во своето писмо е дека Бог нас не создал за еден сосем друг начин на постоење од овој што моментално го имаме во овој свет. Но за жал ние сме отпаднале од тоа. Сме се инфицирале со злото и како последица на инфекцијата со злото ние се наоѓаме денеска во една ваква состојба. Но нашиот Творец не напуштил, нашиот Творец не дигнал раце од нас. Тој, гледаме ни светите книги на Стариот Завет, ни целата таа старозаветна историја, како на целото човештво, а особено на еврејскиот народ, кој полека го формирали така натаму, му се открива и му открива својата волја. И што е суштината на
целиот Стар Завет е дека Бог го подготвува доаѓањето на Спасителот, Мешија, односно оној кој е одговор Божи за целото човештво, а тој е Христос или Јешуа на еврејски. И сега ние христијаните го имаме одговорот, значи одговорот Божи, вистината Божја. Значи не е тоа нешто од некого смислено. Значи како да ги решаваме сите проблеми со кои се соочуваме во овој отпаднат свет. Христос е решението. Затоа и Христос е наш спасител. Значи ослободител, оној што не спасува од таа состојба на сотонско робство, состојба на зло, на грев, на духовна смрт и така натаму. Дали ова сега што го говорите е о наједноставното објаснување за сите да разберат што е смислата на црквата Христова и христијанството на овој свет? Па, сега, ако говориме за што е смислата, смислата е многу едноставна. Смислата е спасување на животот. Спасување на животот. Христос дојде во овој свет да го спаси човештвото, односно да го спаси животот, затоа што Бог е извор на живот. Така? Бог е апсолутна љубов и апсолутно добро. И кога ние се инфициравме со злото и кога подпаднавме по сотонското робство, Бог промислуваше како да не спаси од таа отпадната неблагопријатна состојба. И затоа во овој свет дојде Месијата, единородниот син Божи, Логосот Божи кој стана човек. Логосот Божи, зборот Божи, единородниот син Божи преко Дева Марија и Светиот Дух ја прими човечката природа и влезе во овој свет како наш искупител, наш спасител, како наш единствен учител. И Христос всушност сите нас не повикува да излеземе од таа состојба на духовно робство. Значи да излеземе од таа состојба на внатрешна илузија, на живење во зло, на живење во лага. И тоа во живење во само лага. Ние многу често како последица на нашата духовна неразбуденост, на нашата духовна неосвестеност или личната неосвестеност, ние од незнање самите се лажеме. Тоа е оно што го зборував на почетокот. Јасно е. Значи, многу од луѓето не познавајќи вистината живеат во заблуда. Но ако ја прифатиме оваа дефиниција што сега кажавте како точна, тогаш можно ли е во таков свет каков што е, што го познаваме, да живееме како христијани? Не да е можно, тоа е единствено можно, затоа што надвор од Христос нема вистински живот. Значи, тоа исто како една сијалица да не биде уклучен. Кога ќе се уклучи сијалица во струја, таа свети, односно ја исполнува функцијата на своето постоење. Ако таа не е уклучена, таа ќе екзистира, но не екзистира, затоа што не исполнува функцијата на своето постоење. Кога личноста човекова не е поврзана со Бог, не ги прима животодавните, животоодржувачките енергии од самиот Творец, тогаш тој човек екзистира, постои, но без смислата на своето постоење. За да ја најде смислата, он според вашево учење, односно според христијанското учење, треба да оди по патот на љубовта. По патот Христов. Да. Колку е долг тој пат и дали е трновит и нерамен или е послан со рози и со цвеќиња? Значи, тој пат е единствениот пат преку кој човек се спасува од состојбата на смрт. Сега кога го употребувам тој термин смрт, тука пред се не се подразбира телесната смрт, туку се подразбира она пострашна од телесната смрт, тоа е духовната смрт. Значи кога човек екзистира биолошки, физички, а духовно не постои. Страшна работа. Сега кога човек духовно ќе се разбуди, односно кога ќе се разбуди, кога неговата личност, тоа што е, неговиот вистински идентитет ќе се разбуди, тогаш тој човек станува свесен, има сознание дека неговото постоење има смисла и има вистина. И тогаш тој човек почне да ја осознава и да ја бара вистината. И вистината ја наоѓа во вистината, во Христос. И тогаш целиот тој процес е тој пат на себе осознавање на смислата на своето постоење и осознавање на смислата на животот. И не случајно самиот Христос ќе каже: јас сум патот, вистината и животот. Значи, јас сум процесот. Јас, ако го исполнувате тоа што ви го говорам, значи, вие ќе ја осознаете вистината преку патот, односно тој процес, ако го живеете, ќе осознаете вистината и вистината ќе ве донесте до полнотата на смислото на постоењето, во полнотата на смислата на животот. А тоа не е животот само во ова време и на ова планета Земја.
туку животот во вечната димензија на Царството Божие. Христос нас не повикува за тоа, Бог нас не создал, нашиот небесен Отец, тој кој што е вечниот, нас не создал со сериозни перспективи. Ама не ни се познати тие. Па целата приказка е тука. Значи, ние не ја знаеме вредноста на нашето постоење. Значи, тие луѓе што се духовно неразбудени и луѓе кои не го познават Божјото откровение, тие постојат во состојба на хибернација. Значи, кога нешто хибернира, тоа постоја, не постои во полнота. Вака сега, отец Ивица Тодоров, ова што го говорите е теоретската поставка на животот на оние луѓе што се посветени да живеат активно и духовно. Но, она што е реалност, кога ќе отворите интернет, кога ќе отворите телевизија, кога ќе отворите вестници, ајде се подсетиме на библиската сцена за Содома и Гомора. Што се случи таму? Зошто Бог ги уништи тие два града? Па во Содома и Гомора беше и Лот и неговото семејство. Така да, ако ние го гледаме целиот овој свет како една духовна Содома и Гомора, во реалноста на овој свет имаме луѓе кои се изопачуваат себе си. Значи, што значи да се изопачиш? Што значи да се обезобразиш? Значи, не велиме безобразен е. Значи нема образ. Има нема подлабоко значење. Но не во физичка смисла, туку. Значи, ние сме сите создадени по образ Божи. Значи, Бог е личност и Бог благословил и промислил ние да бидеме личности. Но ако ние не сме поврзани со него, ако тој не е критериум, ако ние не ја познаваме неговата вистина, тогаш таа личност што Бог ни е дарувал се обезобразува, односно ја губи смислата и поставеността од што ни е дадено од самиот Творец. Човекот идентитет. Се губи вистинскиот идентитет и човекот се изопачува. За гледачите да објасниме библиската сцена накратко со неколку зборови за Содома и Гомора. Лот со неговото семејство каде беше? Што се случи таа ноќ? Тој историски настав со Содома и Гомора и секој оној што одишол во Израел или во Јордан, се зависи од која страна. Ова може да дојде до мртвото море, таму кај што биле порано Содома и Гомора. Значи, пораката на библискиот настан со Содома и Гомора ни говори дека единствен кој останал здрав и нормален во тој ненормален град бил Лот и неговото семејство. Дали оваа декаденција што е евидентна во целава земјина топка меѓу луѓето е опција, односно можност и денешнава цивилизација да ја стигне Божјата казна, Што мислите вие? Сега јас не сум оној кој може да говори за Божји казни, затоа што јас не сум потпарол на Бог. Така, добро, не можам да говорам дали он... Пака од една компаративна анализа. Значи, што всушност ние христијаните подразбираме под Божја казна? Ако тоа така и може да се нарече. Значи, најстрашната казна е кога ние самите се отуѓуваме од нашиот Творец. Кога самите се отуѓуваме од самите себе си. Од вистинската, не само духовна суштина и идентитет на нашето постоење, дури од оној телесниот. Сега, тој проблем со Содома и Гомора е тој момент на тотална и дури сексуална изопаченост. Значи, ние тоа, убаво го спомнаме, тој момент на декаденција, ние, особено во западниот свет, ја гледаме таа состојба, потреба за една неискажлива сексуална перверзија, но сето тоа е последица од губење на контактот или вистинската вредност на постоење во однос со Бог и со самиот себе си. Кога човек ќе го изгуби духовниот компас, тогаш има потреба таа внатрешна празнина која настанува од тоа што се немаш себе си, го немаш Бог, и ја немаш вистинската смисла на постоење, значи останува внатрешна празнина во човекот. Сега и таа празнина има потреба да се наполни со некакви задоволства. Сега ќе ви кажам една паралела за да дојдеме до правилниот заклучок. Имено, секој граѓанин на оваа земјина топка, особено младата генерација која е најподатна за влијание, бомбардиран од телевизија, од интернет, од други мас медиуми, добива информации за новите модни трендови, па потоа таа мода се зема на улица и може да видиме мини сукњи, може да видиме разголени деколтеа,
можеме да видиме она што треба да биде тајна, па прашањето е... Или интимност. Па прашањето е, кој е во предност, разголените христијанки или покриените и прибрани муслиманки? Сега, го разбирам прашањето сега, само што сакам да реагирам малце на Ајде, да чуеме. Јас не можам да ги наречам христијани оние кои се традиционално христијани. Еве, например, имаме разни млади луѓе или возрастни, не е битно, кои се од христијански семејства, кои се по традиција христијани, можеби се крстени, слава, одат еднаш два пати годишно во храмот да запалат свеќа, но дали се тие луѓе христијани? Значи, јас познавам многу христијанки во ова наше општество македонско, но и на запад исто така, кои и со својот внатрешен и со својот надворешен изглед на вистински начин сведочат за тоа како треба да изгледа и кое е вистинското место на жената христијанка денеска во ова наше општество. Сега, за жал, бројот или процентот на тие и такви личности е мал. За жал, го имаме оној другиот момент, каде што многумина кои веќе ја напуштиле својата христијанска вера. Значи, не ја практикуваат, нити ја познаваат, нити ја практикуваат. И сега, таквите личности ние не можеме да ги наречеме христијани. Тие се секуларизирани личности, кои одат по стихијата и пропагандата од овој и ваков свет. Значи, еден дел од таа пропаганда е и модата, начинот на облекување, начинот на однесување, тие пирсовите, товажи, еден куп други работи сега. Дали овој елемент е една од причините за губење на битката без битка, односно она што го рековме на почеток? Губење на војната без битка. Губење на војната без битка. Евидентно е дека во христијанскиот свет, глобално гледано, има една декаденција во однос на наталитетот. Па прашањето е, дали откриеното женско тело кај мажите предизвикува апатија? Односно, нема мотив машкото да открие кај жената нешто што е тајна, за да тој биде предизвикан. Први, вака комплексно ова прашање и бара многу сериозна анализа, но ќе се трудам да бидам по-краток во објаснувањето. Целиот процес за оваа состојба доаѓа од тој момент кога се губат духовните вредности. Значи, во едно секуларизирано општество, кај што верата, разбрана во вистинска смисла на зборот, е тотално истисната од секојдневниот живот. Значи, која опција друго останува? Останува секуларниот пристап. Значи, останува човекот да живее без вредности. Тогаш таквата личност се ги поставува нештата како му одговараат. И ние гледаме во западното општество, за жал и кај нас, ние гледаме како се градат односите помеѓу половите. Еве, денеска како се гради односот меѓу дечко и девојка. Така. Значи, порано, пред 70, 80, 100 години, односот бил многу јасен и дефиниран од општеството. Значи, не може некој митре со некоја перса, не е битно сега случајно би тоа така, да гради емотивен, сексуален живот без надоврешен општествен контекст. Значи, порано се знаело, ако сакаш ти со некоја девојка да бидеш заедно, тогаш треба да те запознаат незините домашни, пообратно, па треба да бидете вереници, значи да имате, да сте дале збор еден на друг, да имате одговорност еден за друг. И потоа, кога ќе помине тој веренички период од година, дена, пола година, не знам таму, а во тој период се подготвуваат и двете семејства утре на тоа на брачна заедница да ја овозможуваат каде ќе живеат, како ќе работат, како ќе си го градат своето идно семејство и така натаму. И работите поред да одат. И поред тоа, да, луѓето, тоа е била мудрост сериозна и која била и од верски аспект, но и од еден традиционален аспект. Тоа е но луѓето велат тоа бил конзервативен период, сега е модерно време. Јас не го разбирам тој термин модерно време, што тоа значи. Ние сме современи, значи што секоја живееме во времето, но вредностите се Божји и тие не се менуваат, како што не се менуваат природните закони. Ние може да кажеме сега, ние живееме во модерно време и ајде да го укинеме законот на гравитација. Не може тоа така. Или веќе водата да не е H2O, да е нешто друго. Значи, во контекст на ова, отец Ивица, декаденцијата во западната цивилизација, односно во христијанскиот свет,
Прочитав деновиве... Ја би рекол поточно во постхристијанскиот. Постхристијанскиот, да. Христијанскиот е многу... Една колумна од господин Джейсон Мико под наслов "Подем на насилниот ислам". Па прашањето е: христијанството спрема исламот, првиот во дефанзива, вториот во агресивна офанзива. Може ли се позитивни излезни решенија? Ова исто така комплексно прашање. Јас секогаш поставам комплексни прашања. Да. Значи, еве, јас убаво така ја почнав емисијата со тоа што сум во Чаир, ми овозможува да добивам пообјективни информации од моите пријатели муслимани. Сега, за кој ислам ние правиме муавет? Сега, денеска има многу варијанти на ислам. Многу варијанти. Сега, и во самиот ислам има сериозни судири. Така да тоа е едно многу комплексно прашање, можеби ќе треба да разговарате со некој представник од исламот за да ви ги објасни тие нешта. Но јас не би рекол дека денеска има судир помеѓу исламот и христијанството. Но би го рекол ова, дека од една страна имаме судир помеѓу идеологизираниот ислам, исламот кој е претворен во идеологија, во политичка идеологија, а многу интересно е кој ја претворил и кои се тие позадински сили, кои се творците на тој идеологизиран ислам и кој е целта негова. Затоа што многу сериозни муслимански мислители говорат дека целта на идеологизираниот ислам е урнување на самиот ислам од внатре. Па тоа не е далеко од вистината. Па не е далеко од вистината, значи го имаме тој ислам и од друга страна имаме геополитика на неоколониализам, битка за суровини, кои и тие нешта доаѓаат особено од западните земји кои се светски сили и така натаму. И сега муслиманите, еве тогаш во разни муабети, мене ми кажуваат така моите пријатели, вие христијаните, викам чекај малце. Вие христијаните ги напаѓате муслиманите на Блискиот исток. Викам кои христијани да дефинираме? Кои христијани? Значи, први основно, структурите на многу современи западни држави се тотално секуларизирани. Ја не гледам ништо христијански кај нив. Еве овој момент она што се случува во Сирија, самата Сирија ако ја земеме, тоа е страшна работа. Кој го започна целиот тој процес на граѓанска војна? Страшни, огромни, неискажливи страдања на невини луѓе. Меѓу кои имаме и муслимани, и сунити, и шиити, и христијани. Па кога гори суровото и сувото. Па потоа овој проблем со ИСИЛ и така натаму. Кој го формираше? ИСИЛ е нешто што е објаснето со оној експеримент кога некој си игра со огнот, од огнот ќе се изгори, но сакам нешто друго да ве прашам. Кога говориме за разликата помеѓу секуларните западни општества и религиозните исламски. Прочитав, а и други луѓе ми го потврдија тоа, дека во еден кварт во Лондон има табли на кои што пишува дека од таа табла натаму важи шеријатското право, шеријатските закони. И на таа табла пишува: од овде натаму забрането е коцкање, проституција, лихварство, пушење, алкохол. Тоа со пушењето пред тоа важат сите овие работи. Значи, кај нив декадентните процеси кај човекот се забранети, а ваму се дозволени. Кое општество е декадентно? Не можеме да говориме за општество, за декадентни општество, затоа што ние гледаме што се случува во исламските земји. Не можеме да кажеме дека таму цветаат рози. Најмалку. Да, најмалку. Сега кои се причините за тоа е исто така едно комплексно прашање, но сега исламот излегува со некаква опција да се заштити себе си од напливот на секуларизмот и тоталитарниот атеизам што доаѓа од запад. Што они би го нарекли христијанскиот свет, иако јас не се сложувам дека тоа баш христијански свет и тега тоа доаѓа од христијаните. Тоа не е точно. Целата работа е што исламот излегува со некаква идеја, некаква визија како да се заштити од целиот тој процес. Значи тука е нивното шеријатско право. Значи закон. Ние христијаните не излегуваме со закон, затоа што во Стариот Завет живеа по Тора, живеа по законот. Ние христијаните живееме со вистина и со љубов. И сега тој што ја бара вистината и живее во љубовта, тој ги наоѓа сите од Бога благословени заповеди и принципи што ние треба да ги имаме и однатре и однадвор во практикување на нашиот живот. А каде е опасноста на законот? Законот доаѓа од надвор и доаѓа со присила.
Затоа што во шеријатското право, доколку не се исполнува шеријатското право, следува казна. Да. Во исламските особи, Саудитска Арабија и во разни други. Значи, и сега тука има еден друг тип на репресија. Сега некој те прави добар според законот и со репресија. Во христијанството тоа е надминато и не смее тоа така да биде. Не смееш да бидеш добар поради страф и репресија. Значи, вистинското добро треба да биде изнедрено од човекот кој слободно избрал да му се предаде на Бог кој е добар во полнотата на своето постоење. Сега, тој принцип е многу тежок. Ама нема друг начин. Зошто е тежок? Затоа што тоа е проблемот на Достоевски, великиот инквизитор и така натаму, Иван Карамазов, со проблемот на слободата. Христос, нашиот спасител, вистината, нас ни открива дека не може човек без вистина, но не може човек и без слобода, слободно да ја прифатиш таа вистина во дух на љубов. И тука има три битни елементи во христијанството. Тамо кај што нема љубов, нема вистина. Тамо кај што нема љубов и вистина, тамо нема слобода. Тамо кај што не се негува слободата, тамо нема вистина и љубов. Значи, овие три сегменти мора да видат еден со друг. Секоја човечка личност, може да анализирате од повеќе сегменти. Секоја човечка личност, ако не е слободна и ако нема потреба за љубов, или нема љубов, или не прима, или не дава љубов, и не живее во една искрена состојба на вистина и така натаму, таа личност не е здрава. И ние гледаме дека многу од личностите денеска во светот влегуваат во состојба на сериозни ментални, психички пореметувања. Па сега да не правиме анализа и на овие што се ѕидарите на геополитиката, на тоа на неоколониализмот, сите суровини во светот они да ги контролираат, па тоа здраво ли е? Тоа нормално ли е? Тоа се ненормални личности, исто така како што се ненормални оние кои потикнати од својот радикализам и фанатизам убиваат илјадници невини луѓе и така натаму. И едното и другото не е одговор. Тоа е нешто што ще повеќе овој свет и човештвото го фрла во состојба на страшна агонија. Отец Ивица Тодоров, времево никој не го запрел, па не можеме ни ние, се приближуваме кон крајот на емисијата, а неколку прашања ќе ми останат неодговорени. Затоа, вие во манастирот Свети Ѓорѓи, во црквата Свети Ѓорѓи функционирате. За секоја функција потребни се финансиски средства. Како го решавате тој проблем? Со оглед на малиот број верници. Па, сега одговорот е многу едноставен. Господ се уште се грижи за нас и не дигнал раце од нас. Еве, имаме доверба во него и тој се грижи за нас. А кога ви... Но треба и некои други сегменти од нашите институции. Кога ви доаѓаат сметките за струја и за вода и за други работи, му велите Исусе Христе, плати ги сметкиве, или? Па се уште, еве, кажувам дека грижата е евидентна, можеме се уште да покриеме. А до кога ќе може тоа? Не знам, затоа треба и некои други структури. Вашиот храм припаѓа во Скопската епархија, така? Така е. Надлежен владика е поглаварот господин Стефан. Така е. Ви помага ли тој да функционирате барем приближно нормално, како надлежен владика? Па сега се труди. Се труди. Иако очекувањата и на верниците тамо, и на братството, на свештеничкото братство, е особено и од страната на Скопската епархија, се разбира и од страната на државата, како да кажем, да се поведе повеќе сметка за тој простор тамо. Не против некого, значи ние не велиме сега, не треба да се поддржи таа црква или тоа делувањето на таа црква против некого, да не кажеме. Значи, за нашите христијани кои се уште ги има таму. Значи, би било крајно неблагопријатно, би било неблагословено за тој дел на градот, значи, кој бил порано познат по таа меѓурелигиозна, меѓунационална толеранција, комуникација и така натаму, би било лошо тоа да стане таму еднонационално или едноверско. Би било лошо и за нашиот град, и за ова цела наша Македонија. Затоа од повеќе аспекти, говорам, што јас не можам да говорам за повисоките нивоа, но за нивоата на Скопската епархија, на градот и така натаму, да се види, да се најде некакво решение за тој простор тамо, затоа што
сепак тој диалог тамо што се гради, таа комуникација, многу помага за многу нешта да се амортизираат во овој град, особено на верски план. Кога го говориме, повторно ќе се вратам на овие глобални процеси што се случуваат, а ние на Балканот сме на таа ветрометина на тие цивилизацијски процеси. Неодамна видов дека се случило нешто што најмалку било очекувано во Босна, во Сарајево. Едно младо момче јавно признало дека симнало крст од некој православен храм, муслиман. Да. Ако се случи тоа во вашиот храм, како ќе реагирате, бидејќи сте околени со муслимани? Тоа има случајно. Ака сега, значи, од една страна, тоа е факт дека имаме многу добра комуникација со многу представници на исламот тамо, и јас и за тоа реков дека не може сите да ги ставаме во исти кош. Ама сегде ќе се јави некоја вжештена глава, така? Да, па за жал има повеќе вжештени глави. Да, ние сме имале и имаме. Не можам да кажам директен притисок, но, например, на една од главните врати на црквата, едниот крст беше тргнат, скршен. Многу често порано, сега тоа го снема. Се надевам дека тоа е па исто плод од оваа комуникација, диалог и така натаму. Често помладите представници на албанската националност знаеат да фрлат камења, така да плукаат во дворот на храмот, но тоа е повторно потреба за наоѓање на вистинска дијагноза. И најдовме дијагнозата, ги најдовме и центрите и луѓето кои ги задојувале тие млади луѓе со фанатизам кон се христијански, така натаму. Еве, велам, значи не случајно, не го говорам тоа онака само, дека таа потреба за диалог е многу битна. Значи да се седне и да се проговори како што ние треба нив да ги заштитиме, така и тие нас не заштитуваат. И на тој начин ние заедно се заштитуваме од жештените глави кои што ги има и на сите страни. Да. Дали ова значи дека и во тие напори да се заштитите, одите по новиот завет кој тебе со камен, ти него со леп, ако те удри по едниот, сврти го другиот образ? Во буквална смисла на зборот. Затоа што еве имаме една мала хуманитарна активност, мала, голема, не знам, Господ знае и луѓето. Но еве се трудиме на тој хуманитарен план да помагаме во рамките на нашата црква и кога доаѓаат луѓе за помош, за храна, значи буквално, нема човек што да јаде. Ние не го прашуваме дали е муслиман или христијанин, дали е албанец, турчин, Ром и така натаму. Не знам таму што. Поштовани гледачи, ова беше интервјуто со отец Ивица Тодоров од црквата Свети Ѓорѓи во Чаир. Оче ви благодарам на гостувањето во нашава телевизија, се надевам дека прашањата не беа многу тешки, а? Комплексни, да. Многу комплексни прашања и за овие прашања едно 3-4 емисии. Поштовани гледачи, доколку чувствувате потреба да се приклучите кон проектот до дома, отец Ивица Тодоров ќе го најдете на Facebook, напишете Ивица Тодоров и сите контакти ќе ви се отворат. Оче уште еднаш ви благодарам. И благодарам на вас и благодарам за грижата. Првен за грижата. Па добро, се трудиме во рамките на нашите можности. А вам, почитувани гледачи, останете во добро здравје со нашата програма. Пријатно.